Здраво, деца! Добродојдовте на YouTube каналот на Literatura.mk, на кој што направивме избор од најубавите приказни за деца од целиот свет. Денешната, која што ќе ви ја прочитам наскоро, е од книгата Бајки од Македонија за цела година. Насловот на оваа приказна е Немата езерска невеста и се надам дека ќе уживате и со внимание ќе ме слушате. Некогаш многу одамна, како што прикажуваат старите, во езерата и во морињата си живееле водни луѓе. Па така, на дното во едно езеро, во еден голем подводен замок, си живееше езерскиот цар со неговите синови и ќерки, со неговата жена и со неговите поданици. Езерските момци и девојки имаа долги бели коси, кои светеа сјајно како бисери. Долниот дел од телото во вода им личеше на рибина опашка, но кога ќе излезаа надвор од водата, тие си имаа нозе како и обичните луѓе. Си беше еден рибар. Едно рано утро, само што зазоруваше, тој појде да си го земе кајчето и да оди по риба. Кога се спушташе на кај карпите, слушна некое шлапкање. Па потоа виде една прекрасна девојка со долга бисерна коса како седнува на една карпа. Рибарот се скри и чекаше. Па виде како девојката си извади чешел и фати да си ја чешла косата, која на првите сончеви зраци светеше со црвен сјај. Таа девојка беше најмалата езерска принцеза, ќерка миленичка на езерскиот цар. Рибарот ја гледаше прекрасната девојка, па посака да му стане жена. Ке ја грабнам, си рече, и ке се однесам дома да ми биде жена. Речено, сторено. Рибарот скокна и цврсто ја грабна девојката. Таа се обидуваше да си спрепелка од неговите раце, но не успе. Тој беше посилен од неа. Така езерската принцеза му стана невеста на рибарот. Но минаа речиси 2 години, а невестата не проговори ни збор. Што се не се обиде да направи рибарот, но не му успеваше да ја натера да зборува. Ја молеше и се закануваше, се беше бадијало. Еден ден кога се враќаше рибарот од риболов, само што го врза кајчето крај карпите, слушна тивко мрморење. Полека се прикраде и дзирна зад една голема карпа, кога што да види. Таму дури 3 езерски девојки, со долги бисерни коси, како си седат на карпите и си прикажуваат. Ах, кутрата наша сестра, рече едната девојка. Осудена да живее на суво, а освен тоа, проколната да не може ни да зборува. Леле, одговори втората езерска девојка, сигурно е многу тешко. Ах, само да има кој да ја прекине клетвата, да каже, во име на мајка ти, езерската царица проговори, и потоа таа ќе може да зборува. Кога го слушна тоа, рибарот потрча дома, па уште од вратата викна: во име на мајка ти езерската царица проговори. И кое чудо! Неговата невеста почна да зборува и да плаче. Ах, мажу мој, ти благодарам што ме спаси од ова ужасна клетва. Колку сакав да проговорам и да ти раскажам се, но не можев. Ние езерските девојки не сме создадени да живееме меѓу вас луѓето. Затоа и не смееме да зборуваме кога сме меѓу вас. Но сега, откако ја скрши клетвата, се ќе биде поинаку. Рибарот се израдува, ја прегрна својата жена, а од тој ден и двајцата се сменија и почнаа поинаку да се однесуваат еден со друг. Езерската девојка почна да си оди често во посета на мајка си и татка си, кај браќата и сестрите. А рибарот и се извини што ја зеде сосила кај себе и ја сакаше и ја почитуваше до крајот на животот. А езерскиот цар им подигна прекрасна палата на брегот од езерото за неговата ќерка да живее како вистинска принцеза. И уште нешто. Децата на езерската принцеза и на рибарот не беа водни луѓе. Тие немаа рибни опашки, ниту пак можеа да дишат под вода. Тие и нивните деца, по нив и нивните внуци и правнуци, беа најдобрите пливачи на брегот на езерото. Од памтивек па до ден денес. Дечиња, се надам дека уживавте во приказната и дека ви се допадна. Еве да видите како изгледа немата езерска принцеза, која потоа ќе проговори. Доколку ви се допадна денешната приказна и нашиот избор, кликнете лайк и subscribe. И оваа книга, освен во нашите книжарници, може да ја нарачате онлайн преку веб страницата literatura.mk. Ви благодарам.